во петок, таман ќе се видиме на контрола. Кај нас ќе ја правиме? Оле ќе ја видиме, ќе се видиме. Молиме те да се чувате. Чао. Болеста срцева слабост ми беше диагностицирана 2012 година. Долго време, ја лечев со апчиња, ово, оно, но во 2018 година состојбата се влоши. Меѓувремено доваѓав овде во клиниката, на контроли, ова. Состојбата се влоши во тоа што отоци по нозите, тешко дишење и тешко одење на угорница, замор. Во месец октомври лежев овде поради отоци и тогаш ми кажа дека ќе се прави, ќе се става срцева пумпа, што помага на срцето за оваа болест. Јас бев заинтересиран, сметејќи дека понатаму, после ставање на оваа пумпа, нема да ги имам тие проблеми. Ќе немам отоци, ќе можам да се движам по скали, по угорница, ќе имам барем еден нормален живот понатаму. Денеска имавме вградување на механичко, вештачко срце, така се вели, кај еден пациент со тешко пореметување на неговата контрактилност. И ова се операции кои се прават кај пациенти кои им е потребна трансплантација, а каде што трансплантација во овој момент не е можна или е за некое одредено време, бидејќи тој буквално е врзан за болница со многу лекови, со многу тешки состојби и невозможност за функционирање. Ова е една нова, најнов модел на линеарна пумпа, која се развива веќе повеќе од 30 години се вика HeartMate 3 и е пумпа која се вградува во срцето, која ја пумпа крвта во аортата и со тоа комората на срцето се растеретува и може нормално пациентот да живее понатаму. Иде црвено со црвено. Иде другата материја. Си има оно. Се направили. Вака се. Ставам оно. Сега. Другата. Точно, кога долго поставено, веднаш престанува звучници. Така. Јас, за да дојдам на ваква една операција, срцева имав голема поддршка од мојата фамилија. Синови двајца што имам, сопругата, брат, сестра, сите поддржа во одлуката. И за да дојдам, бидејќи осеќав дека ако не се постави ова срцева пумпа, животот може би брзо ќе ми згасне. Отоци немам никако сега после операцијата, а после 20 дена можам слободно да кажам дека се движам по скалите
60 скали, значи, или да ги кажам, повде во клиниката, од првиот спрат или до горе, слободно оно. Ајде на здравје. Да, за многу години денеска е денот на здравјето оригинално. Денеска си заминувам, ќе дојде фамилијата моја, ќе ме земи и ќе почнам во домашни услови да живеа. Здраво. Како сте? Добро е да ја видам. Јас сум у контакт цело време. Знам. И Тања, информиран. да, Еве, јас, што да кажам, се гледа по мене. гледам, Да. качувате скали веќе. Чувам скали. Вчера 3-4 пати и по 60 надоле, 60 нагоре. Браво. Така да... Сила доаѓа, виш. Па полека. Сега е Супер. работа силата, оно другото работа на срцето на пупата. Добро, барем така. Ова, тешко ли? Не. Не е тешко, ама ќе се навикнеме, не е проблем. Ќе се навикнеме. Па добро, тоа е еднотачно, само да не ја забравите. Не.